Слободен печат секогаш сака да ги истакне, да ги воздигне луѓето кои што го заслужуваат тоа. И денеска имаме една таква интересна приказна, еден интересен човек кој што можеби сте го виделе, можеби не затоа што е навистина релативно многу таза на социјалните мрежи. Градинарот.мк е нешто што привлече огромно внимание на сите социјални мрежи, почнувајќи од YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, секаде го има. Привлекува внимание затоа што е единствен, барем колку што знаеме овде кај нас. Што прави ова младо момче? Ова младо момче всушност уредува градини на јавни површини кои што изгледаат ужасно на прв поглед, но тој за известно време успева да ги среди и да ги реши онака како што треба да изгледаат. Кој се крие зад Градинарот.мк се работи за Андреј Рајатовски, така? Погрешив? Рајатовски. Андреј Рајатовски. Андреј Рајатовски, запометете го ова име и презиме, почитувани, и многу се радувам што токму Слободен печат е првиот медиум кој што се обидува да го доближи ова име и презиме до јавноста. Добре не дојде. Добро ве најдов, фала ви на поканата и се надам дека ќе имаме убав разговор. Андреј, јас сум сигурна дека ќе имаме убав разговор. За ова што го правиш, огромен аплауз. Слободен печат ти дава огромен аплауз, огромна поддршка, инспиративно воодушевува твоето дејствување во последно време. 10 дена си на социјалните мрежи. Така нешто, да. Како доаѓа идејава? Што е тоа што се случува? Зошто се одлучи да го правиш ова? Така, па многу сум ги гледал странски креатори на ваква содржина, претежно амерички, неколку амерички и неколку австралијански, кои што прават вакви трансформации, да речам, од некои прават на јавни површини, меѓутоа повеќето се и на приватни имоти. Меѓутоа ми било сатисфакција гледањето на ваква содржина и моментално ситуацијата во која што се наоѓа градот, ке што поминуваме, ми е исто така инспирација, така да спојна тие две работи, би рекол, и дојдов до идеја да снимам ваква содржина, иако ми беше ова идеја уште од многу поодамна, но дојде време кога би ја реализирал. Не го нагласивме најважниот момент, бесплатно го правиш ова, никој не ти кажа, никој не те вика, ти си се движиш, како се случува да тоа еве сега оваа површина ќе ја средам? Значи, првата локација, првата површина, првото видео што го имав објавено беше блиску до местото каде што живам и си го шетам куќето многу често и ја гледам таа локација цело време, значи поготово во летно време кога имаме бујна вегетација, кога е се раззеленето, на тоа место голем дел од површината што не треба е покриен со зеленило. И исто така, нели, пак ќе напоменам видеата што ги гледам, ми даде исто инспирација и викам зошто не видам тоа јас, човекот што ќе го прави тоа во Македонија, па и не гледам искрено на Балканот некој да го прави. И јас не сум видела искрено. Да. И сега велиш го шеташ куќето и си велиш утре ќе дојдам, ќе земам, ќе нарамам. Па не, како што кажа, значи оваа идеја ми е многу од поодамна. Меѓутоа сега дојде моментот, секогаш сум си викал, ова добро е да го почнам онака, да би било интересно да се гледа, би било, мислам, нека прифатено од публиката и испадна да е стварно така. Што користиш? Тример, забележувам, ракавици, што да, имам минимална опрема, значи не сум професионално опремен. Генерално алатките, да не кажам моторните алатки, другите алатки ми се сите од Тему нарачани, така да немам некоја професионална опрема. И не ни треба искрено за овие некои работи професионална опрема, за понатака не знам со што ќе се соочиме, ќе видиме ако треба. Сум го видел, не дека ова го нема во други држави, не сме ние најлошата држава, па ќе кажам. Меѓутоа ете така, од тие две неколку работи што ги спомнав ми дојде инспирација и викам зошто да не го снимам. Искрено ќе ти кажам дека ме изненади со тоа што нема кај тебе револт, нема некоја негативна нота во тоа што го кажеш, туку напротив ова како да те исполнува. Точно. Самото нешто го работам зашто ме исполнува, бидејќи до пред некоја недела, да кажам, сум го гледал тоа, сега имам чест да ме гледаат луѓе како јас го правам тоа и искрено уживам додека го правам, иако некои работи се захтевни, морам да признам. Поготово првите неколку видеа што ги снимав се стварно онака кога ги гледаш во 30 на секунди изгледаат како вау, многу е лесно, брзо се средува, меѓутоа да видиш на терен е стварно тешка физичка работа. Колку време ти треба површински да ги следиш процентуално овие локации? Па вака, бидејќи камерата со која што снимам со GoPro, ми издржува негде околу саат и пол до саат и 40 минути.
од 100% ја полна. Што значи за едно видео ми треба отприлика саат време, саат и 20 на минути, зависи сега. Некое место, например, на ова видео што тече сега во позадина, имам од истото место 2 видеа, затоа што немав батерија да доснимам другиот дел од видеото и за првиот ми требаше негде околу саат и 20 на минути, саат и 30, за другиот ми требаше 40-50 минути. Што значи зависи од колку, во каква ситуација е местото каде што снимам. Во колку лоша Во колку состојба. лоша состојба, точно. Како реагираат луѓето што ќе те видат, што ќе те сретнат, што си мислат дека си вработен и тоа си го правиш, или? Некој од нив сигурно и тоа го помислуваат, не го исклучувам. Што ќе ме сретнат или на социјалните мрежи беше прашање? Што ќе те сретнат на лице место? Па искрен да бидам, неколку на едно од видеата ме сретна неколку луѓе и беа стварно као воодушевени од работата што ја работам. Му беше онака чудно дури дека некој што не е ни вработен, нема никаква обврска го прави тоа. Али ја сваќам искрено таа реакција од луѓето. Вака на социјалните мрежи стварно имам позитивни коментари, морам тоа да го кажам, јас се заблагодарам на сите. Значи на сите социјални мрежи одам и на Facebook, и на YouTube, и на TikTok, и на Instagram. Исто така целосните видеа подолгите ги имам на YouTube. И она што можеме, прости што секаде сакам да кажам дека се убави коментарите. Да, па мислам уште да има лоши коментари за ова. Секако ќе се најде такви, ама не обрнувам внимание искрено. Она што можеме да го направиме, најмалку што можеме да го направиме е да те почистиме кафе. Таква опција имаш, така? Да. Па ми пишуваат, ја искрено немав таква намера, не ни знаев дека има можност. Меѓутоа гледав доста од коментарите што ми пишуваат да отворам линк за донации, да отворам линк за почастиме кафе или како и да е. И викам, ајде зошто да не се консултирам со другари што ја знаат таа работа и ми помогнаа да го направам тоа, отворив линк, кој сака може да ми донира $1, $2, чисто за некој имаше пишано да ти ставиме гориво во тримерот. Па најмалку нешто да се помогне и зошто да не? Зошто да не се развие и така целата оваа приказна? Имаш ли некаква замисла како ќе се развие приказнава? Или чисто почна па како? Јас би бил најсреќен цел свет ако можам да го работам ова и да ми биде да живеам од исто. Ја би бил најсреќен ако можам тоа да го направам, ќе пробам, ќе се обидам, не знам дали ќе успеам. Но сите нели сакаме да живееме, да работиме тоа што уживаме додека го правиме, така? Се надевам дека мене тоа ќе му успее, ќе видиме што ќе донесе идно време. Што вели опкружувањето твое, твоите блиски, твоите пријатели, како изреагира на оваа твоја идеја? Како да кажам, на почеток сите беа скептици, сега нема да кажам ја дека знаев дека првото видео ќе ми биде вирално и дека толку ќе станам онака виден на социјалните мрежи. Сите бевме скептици. На почеток не ни кажував искрено на сите што како планирам. Може би од тоа што се плашев дека некој ќе ми украде идејата, бидејќи е стварно уникатна. Ама како почна првото видео и доби на гледаност, се сменија мислењата околу мене. На почетокот беа за ваканции, како ќе бидам инфлуенсерка, ќе бидам не знам што. Ама сега гледам дека се позитивни коментарите од сите страни и очекувано, искрено не треба да очекуваме секогаш сите да не поддржуваат, да не бидат ветар во грб, едноставно некогаш кога мислиш дека треба да го направиш нештото, тргни, направи го. Ако гледаш дека можеш, терај, ќе бидеш препознаен од луѓето, ако не. Велиш дека можеби некој ќе ти ја украдел идејата, но еве сега откако си излезен јавно, дали сакаш да се прошират луѓето како тебе? Дали сакаш да ти се придружат? Дали... Да, зошто да не? Ја добив многу пораки такви. И се видов, се не знам дали да го спомнам ова, ќе го кажам. Се видов ми пиша детето Кеса на 10, човекот што го води профилот Кеса на 10. Бев на последната негова акција што беше во центар. Заедно го чистевме центар, разговаравме со него и се надевам дека ќе организираме некоја таква акција интересна што на некое место што стварно му е потребно такво нешто и мислам дека тогаш ќе можеме да повикаме волонтери да ни помогнат за побрзо да завршиме таа работа. Мислам дека би било интересно, да, зошто да не. Андреј, колку често си дел од такви акции за чистење, бидејќи тие се популарни во последно време кај нас? Дали си дел, велиш дека си бил? Бев на последната, на претходните не може бидејќи не бев во државата. Бев една година живеев и седев во Словенија. Се вратив почеток сега на септември
и не можев да учествувам на тие акции, но еве кога видов дека има акција се придружив, зошто да не. Колку можеме сите ако придонесуваме ќе ни биде почест градот. Да, мислам треба да си го средуваат тоа институциите, не викам не, но зошто да не почнеме секој од нашиот двор. Една лична сатисфакција очигледно е за тебе, но и за целото опкружување. Кои се местата, може ли да ни откриеш кои се овие населби кои што досега ги чепнала твојата рака? Да. Како што кажав, значи првите видеа ми се блиску до домот кај што живеам, бидејќи ги знам локациите, сум поминувал многу често, сум ги гледал каква состојба се. Сега за сега е околу местата каде што сум движел најчесто. Значи места каде што знам дека им треба ваква акција. Понатака ќе видиме, има доста луѓе што ми пишуваат и во приватни пораки, места и локации кои би биле интересни за да се средат и би биле гледани на социјални мрежи. Ќе видиме, има доста такви, ако не служи времето, ќе направиме колку што можеме додека не залади онака ептен да нема ни вегетација ни ништо. Да, сега е времето кога треба да се средат овие работи, затоа што подоцна и ако падне снег. Би било и во зима, не викам дека не, сигурно ќе има вакви локации во зима, ќе видиме. Едноставно ќе покаже времето. Имам уште неколку веќе спремни видеа, ќе ги објавам, имам доста во план за снимање. Ќе видиме. Но и факт е дека не можеш сам да постигнеш се, сега не може да цел град е нормално. Не можеш да колку често го правиш ова на неделно ниво, имаш таков некој план или на пример овие 4 видеа до сега што ги објавив ги направив во 2 дена. Меѓутоа јас сум one man show, се правам сам, едитирам сам, имам мислам сега бидејќи сум почетник, не знам, но не сум професионалец во едитирање, ми треба и за тоа време да го научам, значи се сам правам и ми треба време не само за акцијата, него и за да го средам целото видео да биде онака убаво и за гледачите што ќе го гледат, бидејќи може ти да средиш и голема некоја површина, стварно голема работа, ама да не биде да не долови видеото сатисфакција како што овие јас барем мислам, овие видеа што ги направив до ловија. Така да ми одзема време и па ќе кажем и тоа, ми одзема време и снимањето, се си има време, значи затоа не можам секој ден да објавувам. Се извинувам што не можам толку често, ама се надам во иднина ќе можем. Ако здравје Боже, ако успеам да го работам ова и да живеам од него, би се прошил наверојатно и тимот и би имали и почесто видеа. Бидејќи видиш дека сакаш ова да го работиш и да биде твој личен приход во иднина, има ли некаква поврзаност со твоето досегашно живење градинарството? Со што се занимаваш ти, што имаш завршено, што си по вакација, имаш ли некоја друга работа, може ли да ни откриеш? Како што кажав, само што се вратив ја од Словенија пред месец дена, моментално сум невработен. Меѓутоа имам завршено економски факултет, дипломирано пред 2 години, од 2023. Имам се и се што работам во животот. Последни работи ми беа работев во банка 1 година, работев во америчка фирма исто со продажби. Имам се и се што работено претходно како дете, да не кажам од 16-17 години во угостителство, достава на храна, келнер, шанкер, се имам работено. Така да моментално сум невработен и се надам дека ова ќе ми биде професија и ќе можам да живеам од истото. Сега нормално не знам дали ќе успеам преку социјални мрежи и јавни површини уредување, меѓутоа зошто да не да понатака ако успеам да се отворам фирма и да уредувам и приватни дворови. Уживам во работата, едноставно сметам дека тоа што го правам со љубов и мислам дека ќе има резултат. Мора да го нотираме моментот дека оваа работа не е физички лесна и треба, треба да се знае како да се работи, од каде знаеш како да се справиш со. Па јас сум дете од Лисиче, растен сум во куќа. И сум работел со секако фалат, така да некој од овие, например, оваа најпопуларна алатка ми е сега, сите досегашни видеа ми се со оваа алатка, не сум ја користел до сега, ама бидејќи сум, пак ја кажам, растен на куќа со двор, каде што сам сум работел сум работел физичка работа, се снајдов многу лесно, така да немам никаков проблем со тоа, мене ми е интересно, убаво и
тоа. И јас на самиот крај ќе нагласам дека кога те поканив да гостуваш кај нас, ми рече дека не сакаш да се става акцент на тебе лично, Точно, дека ти е точно. многу важна работата, тоа да точно. биде забележано од јавноста и дека тоа е твојата приказна, не си ти, Точно, но ќе ти се заблагодарам што сподели дел парче од твојот приватен живот за да те запознаеме поблиску. Јас ќе ти посакам многу успех. Се надевам дека ние преку овој медиумски простор ќе ти помогнеме. Тука сме за твојата поддршка, како што споменав и на почетокот, огромен аплауз за тоа што го правиш и се надевам дека ќе ти се придружат многу луѓе и ете еден ден ќе ја отвориш таа фирма која што имаш во твојата визија. Фала ви премногу на убавите зборови, фала ви на поканата и се надевам се гледаме за скоро. Секако се гледаме, ние барем ќе те гледаме тебе, се надевам и ти нас не следиш на социјалните мрежи и секако онаму каде што ги има слободен печат, градинарот.мк, ви го откривме кој е ова момче кое што навистина ги воодушевува сите оние кои што го погледнаа на социјалните мрежи. Ви благодарам што следите Слободен печат, тука сме секогаш за сите оние кои што заслужуваат внимание.